Јавниот долг годинава ќе го пробие законскиот лимит. Според ревидираната стратегија која го помина владиниот филтер, прогнозите се дека тој ќе се искачи над 61% од бруто домашниот производ. Првиот квартал се заокружи со долг од над 10 милиарди евра или 59,7% од БДП. Економистите велат не е неочекувано, но дека е загрижувачки. Не сметаат дека тоа ќе го влоши кредитниот рейтинг на земјата, но предупредуваат, треба многу да се внимава. Две клучни прашања кои ги извојуваат се за што се задолжуваме, но и по која цена. Сметаат дека позајмувањето на пари треба да се прави исклучиво за проекти во чија реализација ќе учествува локалната економија, но и да се продуктивни. Не се во тој кош капитални инвестиции и продуктивни инвестиции. Треба тачно да знаеме кои капитални инвестиции, например, ако инвестираме во здравство, инвестираме во образование, ако инвестираме во патна, железничка инфраструктура, тоа се продуктивни капитални инвестиции и тоа да го имаме предвид да локалната компонента, односно локалната економија биде вклучена во тоа, а не да ги добиваат работите доминантно да градат странски компании. Бидејќи тогаш е одливање на дел од капиталот во странство. Во тој случај Бехтел и ЕНКА го карактеризираме како капитална инвестиција која што е во ред, меѓутоа не е во ред затоа што се ангажирани. Точно така, исто како и од кинеската компанија. Капитални инвестиции се и набавка на возила. Зборам за патнички возила, за државните институции, јавните институции. Меѓутоа, тоа не е продуктивна капитална инвестиција. Оваа и следната година доспева за плаќање по голема сума на пари само за камати од 350 до 500 милиони евра, вели беџети. Предлага задолжувањата да се на странски пазари, парите да се бараат надвор, а не од домашните банки, за да не се истиснат приватните инвестиции. Обично државата не е најдобар стопан. Државата секаде е полош стопанственик од колку приватниот сектор. И вие ако земате од потенцијалот за потребите на јавниот сектор на државата, таа локација не е ефикасна. Според документот на стратегијата за јавниот долг, очекувањата се дека тој ќе расте до 2028-та, а потоа полека ќе се стабилизира, додека во 2029-та и 2030-та прогнозите се дека ќе падне под 60% од БДП. Но во стратегијата стои дека трошоците за сервисирање на државниот долг се сензитивни на движењето на каматните стапки. Доколку до година дојде до скок за 1% поен, тоа би предизвикало раст на трошоците за камати за над 11 милиони евра.